Сакав само да кажам дека нема општината пари за да ја подржи нашата иницијатива за бесплатен престој и исхрана на децата во градинките, а има пари за нови вработувања. Јас знам дека притисокот од членството е голем, тоа се манифестира и на социјалните мрежи. Апла луѓето кажуваат дека не го добиваат очекувањето од тоа што им е ветено, ама тоа не е должност граѓаните на општина Велес да го носат тој товар. Благодарам. Повели Маргица. И јас имам реплика до колешката. Колешка, друга песна пеете сега. Друга песна пеете сега. Дали се слушавте што зборувавте кога беше седницата во која што се правеше пренамена на средства од програмите? Дали тога се слушавте како градоначалникот треба да работи со скратени ресурси? Криза е. Вие нас направивте луди што ние за време на криза бараме мерни инструменти. Криза е. А сега вие барате дополнителни средства за 34 вработувања. Па сега не е криза, заврши кризата меѓу време. Ви благодарам. Благодарам. Смиле? Реплика. Чекај, контрреплика? Не е така, добро. Повели Смиле. Значи, општина Велес, колешке Бети, точно напредува. Само во една работа во зголемениот број на вработување. Тоест, квантен скок и сериозен напредок во напредокот на општина Велес. Зголемен обем на работа во услови кога е намален процентот на жители таму некаде за колку таму 7-8 милијади во однос на пред 8 години, во услови кога имаме зголемена дигитализација каде што еден компјутер заменува тројца луѓе, зголемениот обем на работа на вистина не ми е јасен, а видливите резултати се помалку. Така што имаше тука и друга констатација, планот е едно, реализацијата друго, се согласувам, планот е едно, реализацијата е малтене нула или позитивна единица, двојка, не е ни битно. Така што решените предмети за денационализација не е нешто што треба да не направи срекни и треба општината значи и така да тоа е нешто кое што треба да направи тажни зголемениот број на решени предмети, а не да не направи срекни. Тоа не носи прогрес на општината, туку носи спротивната за легализацијата, нели решени многу барања. Да, еве и данокот е супер, одлично. Тоа не ми беше во подсетникот на репликата, благодарам. Значи, одлично. Сега имаме и електронски данок, кој што се разбира ни заменува двајца луѓе. Наместо јас да идам и на двајца луѓе тројца да плаќам, сега преку дигиталната алатка ви намалува еден вработен човек, а ние континуирано зголемуваме број на луѓе. Значи дигитализацијата подразбира намален број на луѓе. Таа е светската европска логика, само ние одиме во некоја друга логика. Кој зголемен обем на работа? Од зголемен обем на работа, јас само зголемен број на вработување видов овие 4 месеца, благодарам.